По 2-годишна изградба, токму на Петровден во Кочани беше предадена во употреба ново изградената станица за пречистување на отпадните води од фекалниот колекторски систем. Објектот, чија вредност е околу 23 милиони швајцарски франци, се градеше во изминатите 2 години со финансиска подршка од Швајцарија, што е најголема донација на оваа држава во областа на екологијата кај нас. На свеченоста на која присуствуваа владени представници предводени од премиерот Зоран Заев, представници од швајцарската амбасада, градоначалници од регионот и други гости, беше истакнато дека е завршен капитален објект во кој ќе се применува најсовремена технологија за пречистување и третман на отпадните води. Огромна благодарност до владата на Конфедерацијата Швајцарија, која континуирано и дарежливо учествува во развојот на многу области во нашата земја. Но тоа не е последното нај. Оваа прочистителна станица е една од најголемите во регионот, со капацитет од 65.000 еквивалент жители, со можност за приклучување на соседната општина Виница и на многу околни населени места. Нашите цели полесно ги постигнуваме исклучиво низ заедна соработка на институциите и нашите партнери од земјите пријатели, како што е Швајцарската конфедерација, заедничкиот ангажман подржан преку помошта од Швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО е од суштинско значење за да ги постигнеме европските стандарди и за побрзо да изградиме Северна Македонија во држава според европски вредности. Амбасадорката на Швајцарија Сибил Сутертејада искажа задоволство што градежните работи на пречистителната станица се завршени во планираниот рок и што жителите од регионот ќе добијат важен капацитет за обезбедување здрава животна средина. Ова морам да нагласам најголемиот досега поддржан проект од страна на швајцарската влада. Сите можеме да бидеме горди на она што е постигнато со само 2 години изведба и активности и навистина ми е драго и многу сум горда што гледам едно вакво убаво здание пред мене. Градоначалникот на Кочани Никол Чуелиев од име на граѓаните на општината и регионот упати благодарност за финансиската помош и довербата на швајцарската влада за изградба на овој капитален објект. Граѓаните на општина Кочани и на целокупниот регион ги очекува едно поголемо задоволство, бидејќи ќе потече чиста вода по течението на Брегалничкиот слив, што е едно многу важно дело за жителите на овој цел регион. Во оваа прилика морам да искористам да упатам уште една голема благодарност до жителите на Швајцарската конфедерација, без чија што поддршка веројатно немаше да биде ова реалност. Значи, без нивната донација од цирка 21 милион швајцарски франци, веројатно ова денеска немаше да го славиме и да присуствуваме на една ваква убава свеченост, убава прилика на отварањето на пречистителната станица. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули најави дека по изградбата на филтер станицата во Кочани веќе се подготвени проекти за исти објекти за Штип и Велес, а за што би се користеле средства од ИПА-3 програмата. Идната година владата и Министерството за животна средина ќе ја почнат изградбата на најголемата пречистителна станица во нашата држава во Скопје. Станицата за пречистување на отпадните води кај Кочани е на површина од 11 хектари, лоцирана е кај селото Мојанци на најниската гравитацијска точка на вливот на Оризарска река во Брегалница и ќе ги прочистува водите од 9 фекални испусти од селата од Оризари до Подлог.